Wizz Air прославува 12 години од своето постоење. По тој повод за прв пат на Скопскиот аеродром ќе слета Airbus A321. На овој начин Wizz Air го прославува своето 12 годишно постоење со тоа што на 16, 17 и 18 слетува со овој авион на оние дестинации каде што оваа компанија има свои бази. Во авионот се наоѓа раководството на Wizz Air, каде што заедно со раководството на ТАВ ќе одржат пресконференција и ќе промовираат некои нови поволности, меѓутоа и новата веб страна на Wizz Air. Меѓутоа, до каде од Скопје се лета директно и како граѓаните може да купат поевтини билети, одговор ни дава колешката Андреја Сибиновска. Да го погледнеме прилогот. Истанбул, Цирих, Виена, Малме, Базел и Лондон – омилени држави за патување на македонците, покажува анализата на ТАВ. Ако пред 10 години од Македонија можевте да полетате само до 15 градови, денес со само еден лет ќе стасе до 35 дестинации во светот. Новите ефтини авионски билети го врати интересот за летање, со што бројот на патници постојано расте. Доколку се одлучите да патувате до некој од европските метрополи, почетната цена за повратен билет би вечинала од 4000 денари па нагоре, зависно од гужвата, дали се празници или дали дестинациите се атрактивни. Но постои начини покрај поевтините летови со предвремено закажување да се дојде до уште поевтина цена на билет. Одговор на прашањето кога е најдобро време за да се купи авионска карта дава онлайн агенцијата ChipAir. Според нивните пресметки во 2014 година најдобро време за купување на авионски билет е 47 дена пред летот во границите на САД, а во Европа 4 месеци пред патувањето. Доколку на овој начин си купите авионска карта, може да заштедите дури и 50% од првичната цена. Но внимавајте какви карти купувате. Оние ефтините обично се со фиксен датум и доколку се случи да не можете да отпатувате, картата ќе ви пропадне. Еве кога е најдобриот период за наоѓање ефтини летови низ светот. САД 54 дена пред летот. Мексико и Канада 75 дена пред тргнувањето. Централна и Јужна Америка 70 дена пред летот. Карибите и Австралија 320 дена пред тргнувањето, Африка 215 дена пред летот, Европа 120 дена пред летот и Азија 160 дена пред тргнувањето. Од март годинава Wizz Air ја поврза македонската метропола со Берлин, Братислава и Копенхаген, а во моментов оваа компанија нуди вкупно 24 рути кон 11 земји од двата негови македонски аеродроми во Скопје и Охрид. Освен нив, интерес за лет од Скопскиот аеродром појавуваат и други авионски компании, кои довчера летови имале само на соседните балкански аеродроми. Да, тоа беше прилогот, инаку да споменеме дека со воведувањето на ефтините летови кои што се субвенционирани од страна на владата, меѓутоа и концесионерството од страна на ТАВ доведе до вистинска преродба во авиосообраќајот. Како и секогаш, така и сега телевизија Нова известува детално и прецизно и сега ќе се обидеме низ графички приказ да покажеме како тоа изгледа. Така во април 2006 година преку македонските аеродроми полетале 142.701 патник. Споредено со истиот месец од минатата година кога се регистрирани 111.207 патници. Тоа представува пораст за дури 28%. И податоците за првите 4 месеци во 2016 година споредено со истиот период лани покажуваат пораст од идентични 28%, исто како и месечната анализа. Но највосхитувачки се бројките доколку го анализираме периодот од 2010 година, кога ТАВ ги зема аеродромите под концесија со последните статистички податоци. Тоа значи дека споредбено на бројот на патници од април 2010 година со бројот на патници од април годинава покажуваат пораст од високи 216,9%. Во април 2010 година бројот на патници изнесувал символични 45.000, додека во април оваа година нивниот број изнесувал 142.701 патник.
Поимпресивна е споредбата на годишно ниво, ако во целата 2010 година бројот на патници на македонските аеродроми изнесувал 725 543. Во последната 2015 година нивниот број изнесувал 1.560.381 патник, што представува раст за 115%. Ете, тоа беше накратко графичкиот приказ за растот на бројот на патници од 2010 до 2016 година и споредбено оваа година во споредба со минатата година.